Добар ден, добре дојдовте во училница. Јас сум наставничката Сонја Поповска-Трајковска, што придавам ликовно образование. Денеска на кратко ќе се дружиме и да видиме што сум подготвила за вас. Нашата денешна ликовна задача гласи ликовни елементи и принципи во цртежот, препознавање на реален простор од илузија, приказ на абстракција, со мотив мртва природа или геометриски тела и ликовна техника цртање молив. Да видиме за подготовка што ни треба и реализација на зададената ликовна задача, што треба да си набавите. Треба да набавите, мало блокче за скицирање, обичен голем блок број 5, мек молив. Ликовната техника за оваа задача е цртање. Ликовната творба, изработена во ликовна техника цртање, значи дека на листот треба се што е нацртано да биде само со линии, не треба да се бои. Претпоставувам дека тоа веќе го знаете. Мало потсетување кој и што создава ликовна творба. Прво, најнормално значи, потребни сте вие учениците и вашите вешти раце и прсти, моливите, а после ликовната азбука јазик. Пријатно следење на информациите. Да се потсетиме само што е ликовната азбука или јазик. Јас предпочитам да се ја кажувам азбука отколку јазик, без разлика, да не ме буни понатаму, да знаете. Ликовната азбука е всушност елемент кој со чија помош ја создаваме ликовната уметност, тоест нашите ликовни творби и успеваме, знаејќи ја несе, да прочитаме некое ликовно дело. Таа се состои од две групи, група на ликовни елементи и група на ликовни принципи. Во ликовните елементи се линија, тоа е основен ликовен елемент, боја, текстура, големина, простор, насока, тон, форма. Во групата на ликовни принципи се композиција, единство, градација, ритам, повторување, хармонија, контраст, пропорција, рамнотежа. Да почнем да зборувам за ликовната задача. Значи, имаме задача да видиме што се случува со просторот и како тоа го реализираме ние во ликовното. Знаете и самите дека разликуваме два вида на простор, реален простор, кој е просторот буквално се оно што е околу нас, но во ликовната уметност постои и илузија на простор, што представува, тоест илузија на простор е представување на реалниот тродимензионален простор на дводимензионална подлога, површина, сликарски и цртачки подлоги, листови и хартија, или цртаме на листови од блоковите, со различни постапки за поефикасно доловување на длабината, тоест третата димензија, со применување на ликовната азбука и јазик. Секој ликовен елемент и принцип има своја соодветна улога во начините на кои се постигнува илузијата на просторот. Понатаму, самите вие сте забележале кога цртате во слободно време, како цртате и колку различно цртате од она што го гледате во просторот околу вас. Па знаат и возрастните или луѓето околу вас да ви коментират како си го нацртал ова, што ти значи ова и така натаму. Ништо поразлично не постапувате, бидејќи кога не го имаме совладано материјалот или не сме научиле доволно од ликовната азбука, нормално е да постапиме така, тоест да се создаваме своја лична илузија на простор. Еве неколку примери сега ќе ви посочам кои се начините на кои што се создава реалниот простор во нашите ликовни творби. И да можеме да правиме разлика нормално и да разликуваме реален од илузија на простор. За посликовите ќе погледнеме ликовни дела на кои ќе видите како и на кој начин ја решавале оваа проблематика за представување на реалниот простор во древното минато пред нашата ера, за да не помислите дека не знаете да цртате вие или пак лошо цртате. Например, во египетското сликарство
како што е првиот пример, погледнете фотографијата. Што кажува? Што гледате на нејзе? Имате правоаголници, поделени правоаголници, во секој правоаголник е нацртани се ликови и активности на ликовете. Значи, творците ликовни во египетската уметност, во египетските династии, и тие не знаеле поинаку како да го представат реалниот простор на двудимензионалната површина и еве погледнете како тоа го работеле. Можете да најдете многу сличности со вашите цртежи или со вашето цртање, начин на цртање, така да можете само комплимент да си дадете на себе, дека цртат исто како египтјаните. Ако поминете на другата слика, на античкото вазно сликарство, значи кај што имаме дел од античка ваза, ќе погледнете и ќе забележите дека истата постапка се случува и таму. Како на сегменти или на правоаголници со линија го означувале просторот. Значи, активностите што се први ги поставуваат најдоле, па потоа другите се втори, па третите и последователно најгоре ги качуваат, да речам, некои не толку битни или во далечина што се случувале активности. Ајде да одиме понатака да видиме што сум подготвил. И сега во Стариот свет, извадени се сегменти само од стиловите на историјата на уметност, вие самите ќе си погледнете, ако ви интересира, ќе барате други податоци, повеќе. Во Стариот свет, значи после во новата ера, Византија, сум сгрешила тука Византија, сум ја напишала со мала буква, извинете. Византија, например, ја користела бојата како начин за представување на просторот. Значи, создавале илузија на простор, на реалниот простор, создавале илузија со помош на боја. Забележувате дека сите бои се први, а позадината е сина и со тоа ја представуваат далечината. Значи, првичните форми, тоа е формите на луѓето, што се пред нас, најнапред, најблиску, ги обојуваат со црвената боја, жолтата, зелената, а потоа следува на крајот, всушност следува сина, и тој начин, таа постапка на користење на топлите и на студените бои се нарекува и модулација. Значи, боите ги редат и ги користат како што се подредени во кругот на боите. Јас очекувам дека сите го имате видено кругот на боите, го има и во учебниците, и на часовите, претходно сме го покажувале, сме го работеле. Така да тоа не ви е толку непознато. Последователно, значи после Стариот свет, во времето на појавата на Ренесансата, познатиот уметник Леонардо да Винчи многу работел на оваа проблематика, како да го презентира реалниот тродимензионален простор на двудимензионална површина. И можете веднаш да забележите дека има разлика во неговата работа. Веќе луѓето ги става формите, да речам, ги става едни позади други, ги стеснува, просторот го стеснува, тоест архитектонските објекти ги стеснува во позадина. И веќе тој начин на такво постапување или презентирање на просторот станува како основа и прифатлив начин на презентирање на реалниот простор на тродимензионален, на двудимензионална површина, веќе од сите уметници понатака, да не речам и во архитектурата, и тој се преминува и до ден денес. Самото тоа, потоа ќе наметни проблематика со повеќе видови на перспектива, значи станува збор за перспектива, ќе наметне проблематика со повеќе видови на перспективи, но за тоа ќе зборуваме во некои следни часови. Да видиме сега како вие, учениците,
и некои од уметници творат реален простор со помош на ликовните елементи и принципи, а како создаваат и илузија на простор. Во првиот пример имаме ученичка творба од учениците од моето училиште и таму е поставен, таму се ученичка творба со поставување на формите едно позади друго во композиција на мртва природа. Примена, значи тука имаме на ликовни елементи линија, ги забележувате линиите во текстура, форми, простор и ликовен принцип, композиција, бидејќи имаме повеќе од еден предмет, од една форма, единство, никако сите се слични, и контраст на црно и бели површини. Вториот пример е исто така ученичка творба, со примена на начин со боја, значи тука веќе создаваме илузија, има применето е ученичката, илузија на простор, мотивот е поинаков, гледате дека формите имаат иста, од слична големина, но длабината или просторот го доловуваат со боите. И сега треба подолго да наблюдуваме за да воочиме која форма од овие три, црвената, сината и жолтата, се поблиску како ни делуваат. Тоа е веќе визуелно забележување. Одуна правилото дека црвената делува дека е најблиску до нас, па жолтата и на крај во далечина никаде треба да ја доживуваме сината боја. Третиот и четвртиот пример се дела на сликарот Василий Кандински. Забележувате и самите како на истиот начин решава апстрактна композиција со примена на ликовните елементи бои, линија, форми, големина и ликовниот принцип контраст, композиција. А со нив создава илузија на простор. И сега комбинација на геометриски тела. Значи, блиску и ни сака да ни презентира простор за блиску и далеку. И треба подолго да се наблюдуваат за да се воочат, значи да се воочи влијанието на бојата, да се воочи која боја е поблиску, која е подалеку. Шестиот пример, компјутерска творба, се обидов нешто да направам поедноставно. Се надевам дека е пријатно за наблюдување. Значи, компјутерски творби се овие, ја ги работев, со геометриски форми и примена на тонски вредности, валери на хроматските бои за начин на представување илузија на простор. Во шестиот пример имаме илузија на простор. Гледате дека формите се ставени било каде, нема никаков ред, меѓутоа тоналитетот е различен. И сега, по некоја логика на нештата, сите предмети што се блиску до нас се најтемни, а како се далечуваат од нас се посветли и посветли. Без разлика што црниот круг е најгоре, нели споредбено со примерите како во египетското сликарство, црниот круг е најгоре, меѓутоа заради неговата јачина интензитет на црната, заради јачината интензитетот на црната боја, тој всушност кога наблюдуваме го доживуваме како дека ни е најблиску, а кругот под него со најсветол тон на сивата боја делува дека е некаде далеко од нас во длабочините, во далечините. Значи, можеме и со ликовниот елемент тон да поставиме или да доловиме илузија на простор, тоест длабочина, третата димензија. Сега во седмиот пример правилно е постапено. Значи, подредени се по ред тоновите на сивата боја. Забележувате, црниот круг се гледа цел, па потоа доаѓа по малку посветла сива, па уште посветла и на крај е најсветлата, најсветла е во примерот, најсветлиот круг и така доловуваме
представуваме, тоест реален простор. Забележувате дека круговите се наредени едни позади други и што е многу битна компонента, хоризонталната линија на која што ги подредуваме формите во нашите творби, треба да бидат различни, да не бидат на иста хоризонтала. Веќе тука се наметнува и оној момент на перспектива, но тоа понатаму. Што сум подготвила следно? Седмиот пример ми е компјутерски пример на композиција од геометриски форми и начин со примена на ликовниот елемент големина и форма. Значи, и големината и формата се ликовни елементи. Забележувате дека секој ликовен елемент посебно има свое правило како се постапува со него за да доловиме илузија или да доловиме реален простор и дека тоа се разликува. Во примерот на илузија на простор забележувате дека формите се различна големина, меѓутоа се подредени, не се никако подредени, измешани се. Како што знам да искоментирам на часовите со учениците пред вас, како сте го нацртале тоа што сте го нацртале, како да лепти во воздухот, значи нема никаква поставеност, да кажеме, во некој простор, вака лепти не знаеме каде сте, пример да кажем. И забележувате во следниот пример, каде што има презентирано е реален простор, како кај круговите, забележувате дека овие геометриски форми се подредени едни позади други, но разликата со претходните кругови, овде имаме игра на големина. Забележувате дека тој што е најблиску до нас е најголем, се гледа целиот, сите следни форми се намалуваат и се позади првијата форма и забележува, се воочува тој реален простор како се наредени и подредени, се оддалечуваат од нас, се намалуваат и така. Да видиме што сум подготвила на следниот слайд. Да заклучиме, се ближиме кон крајот на моето презентирање, значи да заклучиме што кажав и што треба да запомниме. Пред се треба да ја научите и да ја знаете ликовната азбука и нејзините ликовни елементи и ликовните принципи. Без ова да го совладате, не можете да одите понатака во однос на препознавање, читање на ликовни дела, па дури ни вашите сопствени што ги создавате. За да ликовната азбука или ликовниот јазик, нели како што беше напишано на почетокот, ви е исто како во прво одделение кога ја учите азбуката, тоест буквите, за да можете да пишувате, или ги учите бројките, за да можете да решавате задачи по математика. Во ликовното ви е ова исто толку битно како и буквите и бројките. Тоа го работевме го имате на слайд 5. Значи, потоа да научиме и да препознаваме разлика помеѓу реален и илузија на простор. Зошто велам да препознаваме и да научиме? Јас сум сигурна дека сите вие во вашите домови имате под зидовите закачени слики или пак графики, можеби имате и скулптури. И од искуство, од оние моменти кога ќе прашам, а што има на сликата или што има на графиката, не знам, некои шарки. Ако се вратите кај Кандински, како што рековме за абстракцијата, не се тоа шарки. Значи, ако ја знаеме, ако ја научите ликовната азбука, ако научите што се ликовните елементи прават и ликовните принципи, тогаш ќе можете да прочитате и да воучите разлика помеѓу тоа што е на сликите или на графики. Значи, мораме да научиме ликовна азбука прво, а потоа, откако ќе научиме ликовната азбука, ќе можеме многу полесно да препознаваме и да правиме разлика
во конкретната задача помеѓу реален и илузија на простор. На слайд 6 тоа ќе се го прочитате. И начин на представување на реален простор и правила на применување на ликовната азбука и незините ликовни елементи и принципи. Ева ќе ви повторам уште еднаш. Значи, сите ликовни принципи, елементи имаат важна улога во задача. И во сите ликовни творби, комплетно во уметноста лик. Начини и правила. Значи, линија. Ако цртате само линија и ако сакате да доловите простор, значи најнапред ги цртате широки линиите, темни. А како се оддалечува линијата, се стиснува и бледе. Тоа ви е исто како кога се возите во автомобил и ја гледате улицата пред вас, каде што се движи автомобилот. Така? И што ви се случува? Таму каде што е автомобилот, улицата ја гледате широка. Како ја гледате во далечина, улицата се стиснува и си коментари од учениците. Јас кога бев помал, мислев дека нема да може автомобилот да помине низ таа улица. Или канделабрите, уличните светелки исто се намалуваат во далечина, а всушност сите се со иста висина. Боја, секогаш сите фигури, форми, тоа што ги цртаме во нашите ликовни творби. Прво, постапуваме со топли бои, ако сакаме да покажеме дека се најблиску до нас, прво ги употребуваме топлите бои, значи црвена, портокалова и жолта, а потоа во позадина, да кажеме, ги користиме зелената, а на крај ставаме сината. Ева како што пишува, редоследно како во кругот на боите или ви на житото. Тоа е правилото. Текстура, исто како и сите други ликовни елементи, значи формите што ги имаме нацртано, најнапред треба да имаат најгуста текстура, а потоа текстурата да биде поретка и поретка на формите што се оддалечуваат. Големина, значи сите фигури што се блиску до нас, првите фигури, се најголеми. Потоа следуваат другите фигури што ги поставуваме едни позади други и стануваат се помали и помали како канделабрите на улицата или како лицата. Тон, сите фигури што се форми што се први, значи првите форми ги боиме со најтемните тонови, дали станува збор за ахроматски тонови или за хроматски тонови, сеедно, значи прво се најтемните тонови, а како се оддалечуваат од нас, формите ги боиме или ги сенчаме со се посветли и посветли тонови. За крај на овој час, вежбајте дома и изработете скици во блокчето за скицирање. Меѓутоа, вежбајте, работете и правете скици и пробајте со сите ликовни елементи поединачно да направите скица некоја, а потоа и да направите скица со сите ликовни елементи и принципи заедно. И да ги применувате начините, тоест правилата за представување на реален простор. А како ликовна творба, изработена конкретно по даденава ликовна задача, изработете цртеж во кој ќе ги примените само ликовните елементи линија, форма, големина, текстура, простор и ликовните принципи, композиција, единство и хармонија. Овде ви се дадени ликовни, користена литература и линкови. На крај ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатно творење.